Ова издание на Newsflash ке гледате. Првата средба меѓу Димитар Ковачевски и Кирил Петков, двајцата нови премиери на Северна Македонија и на Бугарија, донесе нов оптимизам. Како се живее во Казахстан по немирите, по незадоволството на граѓаните, Бранко Станојковски, кој живее таму веќе 13 години, ќе ни каже повеќе. Уникатен древен обичај живее во Тиквешијата. Џоломарите со векови ги бркаат злите духови. Ве водиме таму. Останете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик и јас сум Јованчо Наумовски. Денешната средба помеѓу двајцата нови премиери се смета за можна пресвртница во македонско-бугарските односи. Првата средба меѓу премиерите Кирил Петков и Димитар Ковачевски, што се одржа во Скопје, донесе решение за едно од отворените 5+1 прашање. Оптимизам има и кај Ковачевски и кај Петков, кои за идниот вторник договорија заедничка владина седница во Софија. Македонскиот премиер Димитар Ковачевски не даде јасен одговор на прашањето дали тој и неговата влада би се согласиле со барањето на Софија преговорите за членство со Европската унија да се водат на официјалниот јазик без јасно именување на македонскиот јазик. А од останатите вести. Бранко Станојковски од Куманово веќе 13 години живее во Казахстан. По немирите Бранко, кој работи како музичар, ни го пренесува искуството од таму, за кое вели дека очигледно е руското влијание, но од и помладата популација се повеќе наклонета кон Западот. Мики Трајковски ги има деталите. Најпрво би сакал да ги поздравам сите гледачи на Гласот на Америка, здраво на сите македонци надвор и во неа кои живеат. Значи во Алмати сум од 2009 година. Состојбата е мирна, стабилна, можам да кажам, се почнува да работи како и претходно. Единствено што останува засега тоа е полициски час кој што е воведен од 23 часот навечер до 7 наутро. 5 дена бевме одвоени од интернет, од целиот свет и мислам дека тоа беше една од правилните мерки кои што ги презема правителството на Казахстан, затоа што многу се ширеше дезинформација и мислам дека тоа беше сосема во ред. Секако беше тешко затоа што не можевме да им кажуваме на сите наши родни и пријатели што се случува, но за среќа можевме да звониме по интернационална меѓународна врска и така и соопштив на моите дома дека се е во ред. Претежно се занимавам со музика и засега сум во барната индустрија и за мене беше некако воодушевувачки се тоа што се случува. Секако првоначалната причина беше зголемувањето на цената на газот. И првиот бунт, на колку јас знам, беше во градот Жанаозен, кој што се наоѓа во Магисталската област во западниот Казахстан. Казахстан во последно време стана многу популарен, особено во земјите бивши од Советскиот сојуз и што се однесува и до музичката сцена и до сцената која што се одвива воопшто во шоу бизнисот и на телевизија. Казахстан имаше голем подем, значи како да кажам, сите зборува во последно време затоа што интелигенцијата која што сега расте во Казахстан е многу јака. И тоа можам да кажам дека само радува се повеќе и повеќе. И единствената причина за тоа што сега се случува именно со интелигенцијата во Казахстан е дека имаме општество кое што е поделено на многу богати и на многу сиромашни. Тие што се богати ги испраќаат своите деца во Америка, во Европа и оттаму имаме некои нови влијанија кои што дава таков подем на шоу бизнисот. Влијанието на Западот се чувствува повеќе кај помладите, а тоа што се
што влијанието на Русија здесь овдека е присутно. Во секој случај не може никако да се затворат очите на такво нешто, затоа што тоа трае повеќе од, не знам, 50 години, иако Казахстан е независен 30 години, но руското влијание секако тука го има и доволно е тоа што во главните градови зборуваат претежно на руски јазик. А во еден мал дел од Тиквешијата обстојува уникатен древен обичај што успеал да ја задржи својата автентична форма. Се работи за обичајот џоломари, што се уште живее благодарение на упорноста на жителите од селата. Тоше Огњанов беше таму. Трескавичен екот од звонци и клопотарци пред зори. Луѓе преправени во искоски чудовишта растрчани низ селото. Немите лица исцрнети, а под образите долги бради и мустаци. Главите пак покриени со наметки и качулки стари и по еден век. Тоа се џоломарите, од Кавадаречкото село Бегниште. Се појавуваат во ноќта меѓу 13 и 14 јануари за Василица. Задачата им е со бребата и страшниот изглед ритуално да ги избркаат лошите духови и болестите од старата година, да се отвори пат за берекет, здравје и плодност во новата. Обичајот е еден од ретките, што со векови ја задржал својата изворна форма. Се трудиме да задржиме традицијата на нашите дедовци, прадедовци, на нашите предци. Значи, се трудиме. Мало се тешко, нели, во овие современ свет, нели, али сепак обстануваме некако. Учесниците се мажи, преправени во страшилишта, како и во баба, 2 невести и 1 магаричар. Магаричарот го води магарето, кој што поледува од куќа на куќа, нели, каде што ги даруваат, нели, со месо, брашно, лошие кој што има. Бабата е облечена целата во црно и ја представува старата година што одминува, доколку невестите кои што се 2 се цели облечени во бело и ја представуваат младата нова година што надоаѓа. Еден од најстарите активни џоломари во селото е 62 годишниот Вангел Лазаров. Уште се правам. Кога одиме по карневали, јас сум напред. Орто го водам и како најстар џоломар. Во препознатливата маска влегол уште на 8 годишна возраст, а денес им помага на младите да ја продолжат традицијата. Некогаш беше, може би, поинтересно. Селото беше попано со народ, со луѓе, со куќи. Сега се намали селото. Имиграцијата си го прави своето. Според истражувањето на етнолозите од музеот во Кавадарци, обичајот е уникатен за Тиквешкиот регион. Само во овие села се користи тој збор џоломар, претежно во селото Бегниште, додека во Ресава се употребува и зборот џаламар. За препознатливоста на овој обичај зборуваат и бројните учества на бегнишките џоломари на странски карневали. На фестивалите кога одиме најчесто не прифаќаат добро, интересна маска сне, не секојдневна, најразлична од сите, уникатна. Вклучувањето и на децата во одводневните случувања им остава надеж на етнолозите дека обичајот ќе продолжи да обстојува. Со ангажирањето на водачите на здруженијата на џоломарските групи во овие 2 села од Ресава и од Бегниште, се надевам дека ќе ја продолжат ова долговековна традиција. Ритуалната игра на џоломарите траеше до зајди сонце. Маските ќе ги облечат повторно до година, за да ги избркаат болестите и да го продолжат вековниот обичај. Со џоломарите го завршуваме ова издание на Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски од студиото во Вашингтон. Се гледаме повторно утре. Пријатно.